Братче, како Њујорк, мајстере, колку е гужва, човече, сите се за Курбан Бајрам, дека им е празник, кој гужи. Дринкаме чај, 5:40 са бајле. Влеговме автобус и се беше топ едно 5 минути. Овој беше единствен автобус кај што имаше слободно место. Едно го блокиравме за машко, другото го блокиравме за женско, пошто не сме да седат машко до женско, не сме никако да седат. И сега јас се блокирав себе си како женско. И кога седнав до женската, беше, не знам, млада девојка што ти ја знам, ми се потресе мајстра жената и сакаше се тргне и се тргна напред, као наводно. И ми останаа две седишта позади, абе комфортно што ти кажам, викам супер. А ви со едно ќе ми беше окей, зашто беа стварно удобни седишта. Она сакала да си дојде на овакво на ова место. На незиното нормално, нели? После тоа се преместив, идам напред, абе ладно ми. И ништо се тргнав од напред, седев сред скали на средината, како идиот мајстер. И сега му изнапиша све на транслейт на тој, викам, абе ја разбирам дека бев грешка, викам, ама вие сте ми единствена компанија што можев да ја земам. Тогаш и ви одбрав вас, као да ме као стварно не е хуман. Викам, може ли да направите нешто, знаеш, као не е окей да седам на подови да. Уладно го поминав смрт. Нема вези, секој случај добар со мене, жив здрав. Немаше ви интересно иначе. Ај ви снимам од сабајле нешто, а? Бај да ќе седнам да поспијам, ај после. Баци мој, стигнавме у Измир. Не очекував дека ќе биде волку голем град, да ти кажам ништо, не проверивме на интернет, така да ќе треба едно 25 км за од центар да стигнеме од автобускава. Идеме право кај Саат кулата у Измир, да видиме незе, ама лаганица, да ти кажам право. Што видиме што не, долг е животот. Многу пати кога сум патувал, сум осеќал она како абе се брзаш негде да стигнеш нешто да видиш, као боже нешто ќе пропуштиш. И ти време брзаш и не уживаш уопште она. А дечково до мене е толку смирен мајстере. Мајко мила, како мириса на сол и на море. Оф. Смија и мој мен доручкуваме, сега и мој мен. Ја гузидов ова, заборев да снимам порано. Суџук баци мој со 2 јајца. Многу ми се јеше келнерот некако вајде и газда беше, он не вика мајка ги оставиме рантице кај него. Живи здрави мајстре, вајда нема ништо да се деси. И таму кај Петке ги земе, многу добро испадна. Ама сега сме по-рефреш од тие. Многу ќе не беа тешки. Сега одиме на другата страна од Измир, ќе одиме со бродче. Кошта само 3 лири. Доста е топло, да кажам, ама не е издржливо, така да видиме што има да понуди Измир. Не бе баце, море си е море бе, друг вајб бе, мајстер. Си носи и сонцето и све си носи убава пријатна атмосфера. Многу убаво местото, ти кажам. Се симнавме од Бродчево. Идеме сега, најдовме еден мол некој интересен, Мафхи Бахче или нешто така се вика. Таков со паркови е цел, отворен, затворен, нешто комбинирано интересен е. Па ќе одиме натака. Се качивме у Вовче, у трамвајче, многу е пријатно, ладничко и мириса на ладно кафе. Айс кофе. Стигнавме отворене, у средина има како парк и сегде има мајстре продавници, ќе се прошетам овде некој време.
something stupid. Show up in the... Окей, дечки, енергијата малце падна, оти не беше ништо нигде гужва, некако цел град умрен така и ништо посебно не видовме. Ја и малце и поише очекував од самиот град, ама добро. Сега сме во Карши Јака, овде има некоја чаршија што ти знам. Ќе прошетаме овде да видиме што има, малце ќе поживо, ќе земе некој сувенирче што ти ја знам, малце да земи некој кафе или сладолед, нешто се освежиме, оти вака не бива. И ќе мора да ги изгореме овие 5 сата, оти малце си паѓа енергијата, у трамвај заспивавме како идиоти, мајстор. Само ја можам сливи да земам сред Измир, мајстор, и овие ги заборев како се вика, не беа смокви, или смокви се, смокваве, да. Баци, јамо, идеме за конак. Значи, цениве се луди, мајстре, овие буквално без пари продаваат, а каков е квалитетот. Значи, сега сваќам што работава, зашто македонци видат од Турција зимаат роба и ја продаваат кај нас. Стварно е многу квалитетно и без пари, ежи ми мајка. Колку жива култура имаат, све се пее, се јаде, се игра. Ами од друга страна па се и умрени, па сега ти види. Здраво, дечки, земавме, он си зема некој саат за дома и му земавме поклонче на Алка, на дечкото што ни ги чува ранците. Прво да се надеваме дека ранците ќе бидат таму, па ќе му даваме поклон, или може ќе му даваме поклон без ранци, ајшто. Епа, дечки, седнавме, се напивме кафенце, малце одморивме, дечките беа таму, му поклонивме алчето на братот. Му се свијаше, баш ми е мерак. Девојката негова се налути, оти не сме купиле нешто, така да тука малце зебавме работа. Сега идеме на асансор, што у превод на турски значи лифт, еве нешто ново научив денес у животот. И тоа е добро место као за дисонцело. Таму ќе поседиме некое време. Дечкото ми предложи некој бар, односно некој буфе, како го викаме, бифе, некој бифе. Мајстро, кога ти си спомешаат сите јазици, ми предложи некој бифе каде што можам да го дадам тој сендвичот, популарен што е у Измир, да ти кажам право и заборев како се вика. Али да го јадеме тој сендвич и после бегаме на автобуска, па пак ви снимам. Слушај, баки мој штурц, слушај. Магично е, човече, фала ти Боже, многу е ово. Многу. И сонцето си замина. Седиме со мојемен.
Живанција, баш сега збориме дека баш убаво што дојдовме овдека. И што видовме нешто ново и поразлично. Животот е убав, само треба да го препознаеш. Стварно, секој момент треба да го живееш. First time was and like I didn't eat anything almost for 3 weeks. So I want to make it up. Tell me something about Izmir. Was it good? Did you like it? Yeah, it's so beautiful. Beautiful. Love that. Are you excited about Istanbul? Yes.